Вашингтон, ова е ТВ журналот на гласот на Америка на македонски јазик Newsflash, а јас сум Лилица Китановска. Во Ирак, од денес безбедносните сили на Ирак ќе се грижат за безбедноста на својата земја, а во исто време започна надавање за права за експлоатација на неколку ирачки нафтени полиња. Од светот, две големи несреќи и многу друго. Останете со нас. Ирачките сили официјално ја презедоа контролата во Багдад и други градови рано денеска по повлекувањето на американските борбени трупи од урбаните области. На церемонија во понеделникот главниот американски армиски командант во Багдад, генерал-мајорот Даниел Болгер, на ирачкиот колега му ги даде клучевите на зградата каде беше поранишното министерство за одбрана, а која служеше како заедничко седиште. Повлекувањето е дел од американско-ирачкиот безбедносен договор за повлекување на сите американски сили до крајот на 2011-та. Ирачката влада го прогласи денешниот ден, 30 април, за Ден на националниот суверенитет. Илјадници луѓе вчера се собраа во главниот багдадски парк Завра за одбележување на настанот со музика и огномет. Десетици илјади американски трупи ќе останат во земјата за да ги советуваат ирачките сили и да се вратат во урбаните области ако тоа од нив се побара. Ирачката влада отвори надавање за права на развој на некои од големите нафтени полиња во земјата. Повеќе од 30 меѓународни фирми, меѓу кои американскиот гигант ExxonMobil и кинеската CNPC, се надеваат дека ќе добијат шанса да обезбедат договори за развој на 6 нафтени и полиња на газ. Договорите ќе обезбедат пари за финансирање на напорите за обнова на државата. Се смета дека нафтените полиња содржат околу 43 милиарди барели сирова нафта. Ирачкиот министер за нафта, Хусейн Ал-Шахиристан, вели дека целта е да се зголеми производството на нафта на 2,4 милиони барели дневно. Тој вели дека производството на тоа ниво за владата ќе обезбеди дополнителни 1,7 трилиони долари за наредните 20 години. А некои ирачки законодавци се противат на целата работа, велејќи дека е противуставна. Јеменски патнички авион со 153 патници се урна во близина на Коморските острови. Властите соопштија дека едно дете ја преживеало несреќата, а биле пронајдени телата на 3 патници. Според представници на компанијата, Јеменија Ер, нејзиниот авион се урнал во вторникот утрото додека летал од јеменскиот главен град Санаа во правец на Морони, на главниот Коморски остров. За сега не се знае причината за несреќата, иако според медиумските извештаи дувале силни ветришта во време кога авионот се приближил до островот. Во авионот од типот Airbus се наоѓале 142 патници и 11 членови на екипажот. Италијански представници велат дека 2 вагона полни со бензин експлодирале во западна Италија, убивајќи најмалку 13 лица и повредувајќи 50 други. Експлозијата се случила доцна синојќа во крајбрежниот град Виарежо, северно од Пиза. Официјални лица веруваат дека причина за несреќата е излегувањето на возот од шини. Официјални лица велат дека околу 300 пожарникари се уште се обидуваат да го угаснат пожарот, а во исто време трагајќи по жртви. Ново објавен извештај вели дека починатиот пејач Майкл Джексон направил тестамент во 2002 година за поделба на имотот меѓу неговата мајка и 3 деца. Wall Street Journal известува дека тестаментот ќе биде поднесен до судот во Лос Анџелес уште во четврток, една недела по ненадејната смрт на Джексон на 50 години. 3 деца на Джексон од тогаш живееле со нивната баба Кетрин Джексон. Во понеделникот на бабата ја дадено привремено старателство врз 12-годишниот принц Майкл, 11-годишната Парис Майкл Кетрин и 7-годишниот принц Майкл II. Адвокатот на биолошката мајка на двете од децата, Дебра Роуф, издал соопштение дека таа жали за смртта на Джексон. Третото дете е родено од неидентификувана мајка сурогат. Очигледно ова е само почеток на низата судски рочишта кои ќе бидат врзани за името на Майкл Джексон. Според новински извештаи, пејачот оставил долг од 500 милиони долари, но неговиот имот бил проценет на 1 милиарда. За закопот на Джексон се уште нема збор. Татко му изјави дека тоа нема да се случи додека обдукцијата не е завршена. Друго за што допрва се очекува одговор е што било причина за смртот, а за сега само шпекулации.
Нутриционистите предупредуваат дека жителите на Соединетите Американски држави се во ризик од прекумерна телесна тежина главно од финансиски причини, зашто здравите оброци ги заменуваат се повеќе со брза храна. Америка се нарекува земја на брза храна и тоа со право. Студии покажува дека американските потрошувачи годишно на брза храна трошат 110 милиарди долари. Како резултат на рецесијата, американците прават многу отстапки на нивниот животен стил и буџет и за многумина тоа во превод значи повеќе ефтина, лесна за подготвување храна што ја нудат рестораните за брза храна. Додека профитот на повеќето ресторани во САД бележи опагање, рестораните за брза храна се исклучок. Во април, Макдоналдс забележал пораст во глобалната продажба за 6,9%, споредено со истиот период минатата година. И самите потрошувачи признаваат дека трендот на брза храна е актуелен. Гледам дека луѓето одат во рестораните за брза храна не поради тоа што сакаат, туку затоа што тоа им го дозволува финансиската ситуација. За некои значи или Макдоналдс или ќе сте гладни. Подобро е да јадете нешто отколку ништо, вели Джозеф Петус. Сепак, нутриционистите предупредуваат дека оброците со брза храна честопати содржат многу калории и масноти и немаат доволно свеж овоше и зеленчук. Доктор Лалита Ко од болницата на Универзитетот Хауард вели дека конзумирањето премногу камбургери, помфрит и друга пржена храна може да има далекусежни последици по здравјето. Долгорочно, поради тоа што таквиот оброк содржи големо количество содиум и масноти, може да добиете хипертензија и склероза на артериите, што пак може да доведе до срцев удар. Многумина сепак одбираат да се концентрираат на својот буџет, а не на ризикот од срцеви заболувања, почетната фаза на диабетис и други болести врзани со лошата исхрана. За да останете сити и здрави, доктор Кол препорачува да се бираат понуди на поевтин зеленчук, овоши и месо без масноти, да се избере печење наместо пржење и да се јаде од се по нешто, но со мерка. За ова е потребна дисциплина, време и креативност, но лекарите велат напорот вреди. И тоа беше се за ова емисија на Newsflash од Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска од студиото во Вашингтон. До гледање.